кој ќе биде наследник на Лазе Велковски на директорската позиција и што се крие за таа позиција, зад неговата оставка, од неговото барање за разрешување. Значи има многу обвинувања дека станува збор за внатрепартиска пресметка. Апсолутно не. Се работи за понесување на одговорност, она што граѓаните го очекуваат од политичарите, од носителите на јавните политики и слично. Затоа што уште еднаш ќе потврдам, господинот Велковски е еден од моите први соработници на министерот Оливер Спасовски. Но грешката е направена и одговорноста мора да се понесе. Секако јас верувам дека тој ќе остане понатаму еден значаен фактор во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што е важен со неговото искуство, е од помош на државата и државата треба да продолжи да го користи неговото искуство во работата. Исправен пред заканата и одредени закани кои што во минатото се насочени кон него, кон семејството, секако ја направи грешката и за таа грешка треба да се понесе одговорност. Министерот за внатрешни работи преку Министерството за внатрешни работи веќе објави јавно, даде предлог за разрешување. Владата на утрешната седница ќе го разгледа таквиот предлог, а секако после тоа ќе разгледуваме и можни решенија доколку владата одлучи да постапи по предлогот на овластениот предлагач, тоа е Министерот за внатрешни работи. Значи апсолутно господинот Велковски е професионален човек. Да, точно тој е припадник на Социјалдемократскиот сојуз и верува во политиките на Социјалдемократскиот сојуз, но секогаш важел за еден сплотувачки фактор. Социјалдемократскиот сојуз, Социјалдемократскиот сојуз е единствен и е сплотен, посебно пред вакви важни моменти и апсолутно овде се работи само за чин на понесување на одговорноста од една грешка која што направи. Имате ли нови имења кои би можеле да го заменат Лазе Велковски? Не, апсолутно немаме ни размислувано. Ние не се надевавме дека ќе дојде до таква грешка која што е направена и секако Лазе Велковски е еден од првите директори кои што е поставен од страна на оваа влада. Пред една година и месец од прилика е поставен за директор, затоа и немаме воопшто размислувано. Јас верувам дека ќе ни треба и време да најдеме вистинско решение со добра анализа за ова место, доколку секако владата одлучи да постапи по предлогот на министерот Спасовски. Како коментирате тоа што за Лазе Велковски има веќе предлог за разрешување, а вие не ја прифатите оставката на вице-премиерот Кочо Андјушев за доделување на мандатот? Заради тоа што овде имаме констатирана грешка. Не, апсолутно нема. Заради тоа што овде има констатирана и потврдена грешка. Во делот на Фондот за иновации и апликациите, секој по закон во Република Македонија има право да конкурира. Напоменувам, секој. Дали ние тоа ги извитоперуваме вредности или не, тоа е прашање за дебата. Но при ваквите аплицирања за самите грантови или подршка од страна на владата на домашните компании, етичкиот аспект беше доволно како причина да отвори дебата. При ваквата дебата имаме и повлекување. Значи немаме грешка согласно закон. Немаме грешка која што од ваков карактер како што е овде и потврдено. Се повлече компанијата во која што Кочо Андјушев има 16% или не знам Кари Локвенец има 30%, кои што се носители на функции во власта, еден во парламентарната власт, другиот е во извршната власт и апсолутно се работи за два различни случаи. Законот важи еднакво за сите и одговорноста мора да ја понесува секој. Ние имаме еклатантни примери каде што тоа веќе сме го докажали. Ако направите анализа, владата, иако е година и 2 месеци во функција, повеќе 20 луѓе се разрешени, кои што истата влада ги именува по различни основи. И јас верувам дека пораката која што е испраќена до сите е константна и нема дилеми околу неа. Ако било кој се огреши пред законот, треба да одговара. Ако некој направи грешка, тогаш треба да понесе одговорноста и од етички аспект во делот на отстапување од функцијата која што е.